Здраво, драги пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. Зборувам денеска на тема поврзана за кожата и здравието на кожата. И ми дојде идеја затоа што во овие ладни месеци често знае кожата да биде првиот орган кој што е на удар. И во принцип кожата е најголемиот орган на нашево тело, едноставно не топли, не штити од надворешните влијанија, од сончевите зрацења и така натаму. Но она што е уште поважно е колку реално ние луѓето сме свесни за тоа и дали превземаме нешто за да ја одржуваме нашата кожа во добра кондиција. Постојат неколку работи кои што се основа за здравие на кожа и добра регенерација. Меѓутоа, она што за да го разбереме зошто треба да ја правиме таа регенерација, ќе го спомнеме прво оксидативниот стрес, односно слободните радикали кои што практично најголем ефект од нивното постоење и действување даваат на кожата, а тоа може да се забележи наједноставно со тоа што луѓе кои што имаат повозрасни години и како се повеќе старееме, така кожата доживува се поголеми промени, се брчка, се појавуваат пеги, значи се едноставно станува по-свисната, по-оштетена и така натаму, и тоа е резултат на тие слободни радикали кои што у многу голем дел се создаваат особено на лицето затоа што ни е најизложено на сонце, за разлика од другите делови на кожата, кои што најчесто се покриени и се позаштитени наспроти она што ние го имаме на лицето, тотална незаштитеност. За здравието на кожата најодговорниви се антиоксидансите, од причина што ако зборуваме дека слободните радикали се најголемиот фактор кој што влијаат врз оштетувањето на кожата, тогаш антиоксидансите се тие кои што се тука за да промовираат подобро здравје на кожата, и тоа значи дека овошја кои што содржат голема количина на антиоксиданси кои што се лимон, цитрон, лајм, пиперки и многу други едноставно растенија промовираат здравје на кожа. И од друга страна, она што е исто така важно да се спомни, што е популарно денеска, е колагенот. И колагенот, за оние кои што не знаете, е протеин. И колагенот е најзастапениот протеин во нашето тело и некаде 25 до 30% од протеинот кој што е всушност и градежен материјал за нашето тело е колаген. И колагенот ја дава формата на нашите клетки и ткива и структурата, и во принцип кожата, коските, мускулите, крвните садови, забите содржат огромна количина на протеин, односно колаген како градежен материјал. И особено ова е важно за жените кои што веќе после менопаузата имаат многу намалена и забавена синтеза на колаген, и затоа е многу важно да се практикува добра исхрана, затоа што добриот начин на живот промовира подобра синтеза и продукција на колаген. Од друга страна, денеска ви постојат и додатоци во исхрана кои што носат колаген, и се разбира, ако мене ме прашувате како да воспоставите подобра нега и регенерација и здравје на кожа, прво и најосновно е да ја храните од внатре многу добро, со исхрана што ја спомнавме претходно, кај што најголема застапеност треба да имаат антиоксидансите и протеинот, односно колагенот за кој што зборувавме, и втора работа е да давате и нега од надвор, односно е сосема препорачливо да користите креми, дневна крема која што јас би препорачувал да има и одреден заштитен фактор од сонце, и се разбира ноќна крема, кој што заедно во соработка со исхраната добра ќе ви дадат супер регенерација на кожата. Така да оние кои што сакате, а знам дека сакате, особено девојките, да имате што помлад и подобар изглед на подол крок, еве на што практично треба најмногу да припазите. Така да за оваа тема денес имам толку да ви кажам. Се надам ви донесов доволно вредност. Тука ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!